Нема никакви тајни околу посетата на германската канцеларка Ангела Меркел на Македонија. Целта е јасна. Меркел доаѓа да изрази поддршка за референдумот и за евроатлантската перспектива на земјата. Тоа во Скопје деновиве јасно го соопшти германскиот дипломат Кристијан Хелбах, а во разговор за Дојче Веле го потврди поранешната германска амбасадорка во Македонија Гудрун Штајнакер. Посетата на Меркел има историско значење за земјата, но важна е и за целиот регион. Впечаток е дека официјален Берлин сака да види барем една успешна приказна на Балканот и Македонија веројатно му е недобрата шанса за тоа. Германија беше иницијатор на Берлинскиот процес кој повторно им го отвори патот кон Европската унија на западно-балканските држави. А Меркел од 2014 година наваму не пропушта можност да ја потенцира нивната евроатлантска перспектива. Но дискрепанцата меѓу желбите и она што се случува на Балканот е голема. Особено што, по најавите од Србија и Косово за размена на територии, во Берлин се вклучи алармот и стравот од нови превирања во регионот. Конкретно за ова прашање, амбасадорката Штајнакер очекува дека македонскиот премиер Заев ќе избегнува во јавност да ги дискутира идеите на српскиот и косовскиот председател Вучич и Тачи за размена на територии. Меркел на таа тема веќе се изјасни дека е против. Според Штајнакер, се работи за реципроцитет во смисла дека Србија се изјаснила оти нема да се меша во спорот за името и референдумот, поттукани Заев нема да сака да се меша во темата која ги оптоварува Белград и Приштина. Фокусот ќе биде на случувањата во земјата. И во таков контекст, Македонија повторно може да го добие статусот на милениче на Западот во регионот кој го уживаше во годините по кризата од 2001, но ќе мора да си ги сработи домашните задачи. Впечаток е дека Берлин е решен да помогне во таа насока со сите сили. Не само посетата на Меркел, туку и доаѓањето на шефот на дипломатијата Хајко Мас и министерката за одбрана Урсула фон дер Лајен, една недела подоцна, е без преседан во досегашните односи меѓу двете држави, па дури би рекол и во односите на Германија со многу потрадиционални и поблиски сојузници. Дополнително, ако се анализира и најавата дека во кабинетот на македонскиот премиер Заев наскоро ќе седне германски советник, кој треба да се грижи исклучиво за економските врски меѓу двете земји, станува јасно дека се работи за многу конкретни ветувања за помош и поддршка за земјата, како политичка, така и економска. Изјавата на дипломатот Хелбах дека Германија има економски, но и безбедносен интерес за напредок на Македонија му дава дополнителна тежина на тоа тврдење. И денот на посетата на Меркел 8 септември е внимателно избран за да се засили нејзиното значење. Меркел е имено прв германски канцелар кој доаѓа во официјална посета на Македонија, доколку се исклучи кусиот престој на Герхард Шредер за време на Косовската криза во 1999 година. За Македонија ова е голема шанса да го зацврсти пријателството со Германија, кое беше сериозно разнишано во последните години од владењето на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски. Да подсетам само дека пред нешто повеќе од 3 години, во јуни 2015, германското министерство за надворешни работи дури ја спушти и официјалната оценка за билатералните односи меѓу двете земји на ниво задоволителна. Од тогаш се случи и неколку скандали во кои водечка улога имаше македонскиот председател Ѓорги Иванов, а дното беше достигнато со неговата критика кон поранешната амбасадорка Кристина Алтхойзер. Македонија сега добива нова голема можност за изградба на цврсто сојузништво со Германија. А дали ќе искористи, ќе зависи само од неа.